Добро вечер. Во отсуство на информации од надлежните институции како 17-годишното момче со аутизам заврши во психијатриската болница во Демирхисар. Што се случувало додека бил во установата, јавноста очекува одговори, дали бил изложен на тортура или не. Хоспитализацијата ја побарале од семејството, а во отсуство на згрижувачки центри, институциите одлучиле дека болницата, а не клиника, е најдобро место за него. Имаат ли капацитет психијатриските установи во државата да работат со лица со аутизам? Кои установи работат со лицата со аутизам? Со какви предизвици се соочуваат медицинските лица и стручните служби, но и семејствата? Што е аутизам? Кои се предизвиците и проблемите за семејствата? Мали групни домови има, но нема доволен број на асистенти. Кога во Македонија ќе се отворат центри за згрижување како поддршка на семејствата, но и поддршка на процесот на инклузија на лицата со аутизам во општеството? За овие и за други прашања вечерва во Топ тема дебатираме со доктор Ана Поповска, дефектолог, логопед, раководител во Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Добро вечер. Добро вечер. Гостин во студиото е и доктор Славица Арсова, психијатар и професорка на катедрата за психијатрија на Медицинскиот факултет во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Доктор Арсова, доктор Поповска, првото прашање секако е дали на лице со аутизам кое што има епизода каква што имало и ова 17-годишно дете, местото му е во психијатриска болница, треба да биде можеби во психијатриска клиника или треба да биде во некоја сосема друга институција? Прво, не треба да биде во некоја институција. Значи, лицата со аутизам, вклучувајќи го и тоа 17 годишно момче, потребно е да бидат третирани хоспитално, да кажем, тогаш кога има потреба. Во спротивно, во останатиот период од животот, тие не треба да бидат сместени некаде, туку треба да се во семејството и во семејната средина, односно во средината која што е природна. Социјалната средина се разбира со поддршка и помош на сите институции, односно на сите релевантни фактори кои што се важни во тек на тој тераписки процес или поддржувачки процес, можем да кажем, бидејќи аутизмот, аутистичниот спектар, да кажеме, на нарушување е состојба, значи не е нешто кое што ќе се третира, ќе се излечи и нема да постои. Така да препораките не се да тие лица бидат сместени негде, односно да бидат азилирани, туку само доколку има и дополнително некои компликации, односно влошување на нивната состојба, во правец, да кажеме, на психотична некоја состојба, сериозно нарушување на однесувањето, како што е само повредувачко однесување или агресивно поведение кон околината, често знае да има такви ситуации. Мислам да има такви периоди кај овие лица и во раниот период, но и во адолесцентниот период, како што е случајот со момчето за кое што зборувате. Така да доколку се случува такво нешто, тогаш е потребна хоспитализација и соодветен психијатриски третман. Доктор Поповска, и вие имате искуство како и доктор Арсова? Секој период од животот на едно лице со аутизам или со аутистичен спектар на однесување е предизвик. Посебен предизвик е периодот на тинејџерство и адолесценција, кој што има своји промени кај лицето со аутизам и каде што се почнуваат да се случуваат се понагласени непожелни однесувања или така наречени предизвикувачки однесувања, кои што стануваат потешки за непосредната социјална средина и средина која што понекогаш и не успева да се справи со сето тие. Оваа состојба можам да кажам дека е некаков резултат на, односно севкупност на сето она што претходно се случувало со едно лице со аутизам во периодот на развој, што подразбира дека јас не би навлегувала во психотичната состојба, но би сакала да дискутирам во поглед на предизвиците во однос на однесувањето и сето она што е направено во однос на модификацијата на однесувањето во периодот на развој. Институционално апсолутно не му е местото таму, она што ние пропагираме е секогаш природната средина, непосредната социјално окружување, бидејќи тоа е окружувањето каде што тие се чувствуваат најбезбедно и каде што се чувствуваат најдобро примени, но состојбите кои што го загрозуваат неговото лично здравје, односно неговата лична безбедност и безбедноста на неговото семејство, понекогаш и кои што навлегуваат во патологијата, каде што изискува третман дополнително од оној рехабилитацијски, сега се подразбира и лекарски надзори, терапија по потреба или друг вид на интервенција, е апсолутно неопходна поддршка да биде во здравствена установа под соодветна грижа и нега, додека е тој период експониран.
Во врска со овој случај од Државниот здравствен и санитарен инспекторат соопштија дека нема пропусти. Се уште останува нејасно дали бил врзуван, на што се должат трагите на неговото тело за кои што тврди неговата мајка дека постојат. Професорот Владимир Трајковски од Институтот за дефектологија смета дека врзувањето како метод е инквизицијски и средновековен, дека воопшто не смее да се применува, како пример на тие наводи. Народниот правобранител отвори предмет под опрен глас, како јавноста дозна за овој случај. Тим на народниот правобранител беше во болницата Демир Хисар, ја обезбедиле документацијата, разговарале со вработените и сега ќе разговараат и со родителите на детето. Меѓутоа, за тоа што откриле или заклучиле досега од тимот на народниот правобранител, ќе ја погледнеме, ќе ја слушнеме телефонската изјава од Васка Пајрамовска. За да добиеме една целосна правилна слика за тоа како се третирало детето, евентуалните наши сомневања кои што по увидот се ги имаме во делот на дали е постапено целосно согласно законски предвидените норми, протоколи и слично, изискуваат од наша страна да ја продолжиме постапката и за таа цел одлучивме во институцијата, значи договорено е веќе од наредната недела да стапиме во контакти со родителите на детето, имајќи во предвид дека ова е предмет по собствена иницијатива, ги имаме само сознанието од медиумите, сознанијата на мајката преку медиумите, меѓутоа немавме директен контакт со нив, ќе ги повикаме во нашата канцеларија, ќе добиеме детални информации на начин што ќе сакаме да добиеме одговор на тоа што ние го нотиравме од увидот, а кои се сознанијата, односно забелешките на родителите во таа насока, со оглед дека детето и предходно било хоспитализирано во клиника за психијатрија и таму ќе направиме посета, ќе обезбедиме соодветен разговор стручен со лицето кое што го лекувало или лицето кои што го лекувале и нормално заради целосно заокружување на ова предметна работа со едни квалитетни препораки кои што првенствено би имале за цел превенирање и идни вакви постапувања кон деца, односно лица со аутизам, па и евентуално други лица кои што би се сместиле во овакви услови како што се психијатриски болници или установи, за намалување на предизвикувачкото однесување кое е карактеристично за одреден број на деца и лица со аутизам и во рамките на актуелната тема која што деновиве е во јавноста, во психијатриската болница, нели, имајќи ги во предвид она што би требало да го имаме, она што во моментот го имаме, слободно можеме да кажеме дека во моментот нема доволно услови, нема ниту кадар, ниту соодветни услови и ресурси за, еве ќе го наречам тоа со еден збор, современ третман на пациенти со аутистичен спектар на нарушување, кое на некој начин пројавуваат автоагресија или агресија кон други, со што представуваат првично опасно за самите себе, меѓутоа опасност за околината. Значи, ова е во делот на здравството, во делот на образованието, меѓутоа правата на децата или лицата со аутизам не е само право на образование, или право на социјална услуга и право на сместување во здравствена установа. Доктор Арсова, тоа е прашањето што се наметнува во јавноста, секако во отсуство на целосни информации, на точни информации не можеме да знаеме, но за тоа што точно се случувало со 17-годишниот Анес Абдуловски. Проблемот е фиксацијата. Може ли да ни објасните што е тоа фиксација? Кога, како се применува и зошто? Да. Немам точни информации во однос на момчето и не можам да зборувам значи што се случувало и како се случувало. Не, мислам општо. Да, кога се... општо. Прво морам да кажам кога се прави хоспитализација неволна или присилна хоспитализација. Нема да одам пошироко, само ќе кажам дека присилна хоспитализација или со интервенција на брза помош и полиција се прави секогаш кога некој е опасен по себе или по околина. Со оглед на тоа дека информациите кои што ги имаме имало такво нешто, значи имало индикација за тоа дете да биде хоспитализирано. Односно, најверојатно, не можам да тврдам, но тие информации што ги имаме, се дека било опасно и за себе и за околината.
Така да во такви ситуации на почеток што го кажав, значи децата или ова е веќе младо момче со аутистичен спектар на нарушување не се лекуваат континуирано во болница или во некоја друга установа, но само во дадени ситуации, како што претпоставувам дека било и тука. Кога се прави фиксација? Се прави фиксација со помош на медицински кајши тогаш кога е неопходно. А кога е неопходно, доколку постои изразит немир, значи сериозен психомоторен немир кој што е поопасен отколку да детето или пациентот или пациентката биде фиксиран. Сега тука станува збор дали постои хемиска фиксација, постои фармаколошка, односно со давање на лекови. Но знаете, вие не можете да давате со тона лекови, заради тоа што и тоа не е така безопасно. Значи не можете вие да давате во огромни количини антипсихотици или анксиолитици, заради тоа што и тоа е сериозно. Особено кај ваквите деца, каде што се препорачува да и доколку се дава антипсихотична терапија, се почне со многу ниски дози, односно пониски отколку кај другите, да кажеме врсници или возрастни. Зошто? Бидејќи се поосетливи на несаканите ефекти. Така да, доколку давате, не постигнувате резултат, постои сериозен психомоторен немир, постои само повредувачко или деструктивно и агресивно однесување кое што не можете да го решите на поинаков начин, особено брзо, постои сериозна опасност за себе или за околината, тогаш е неопходна фиксацијата, но исклучиво по процедура. Значи, не верувам дека постојат такви работи се уште, не сум видела, но не верувам искрено, познавајќи ги колегите, дека постојат ланци и нешто такво, кајши медицински постојат и тоа се прави точно по одредена процедура. Значи, тоа не се прави без дозвола од доктор, каде што и буквално имаме листи на кои што се подпишуваме сите одговорни, кој е дежурен доктор, односно психијатар, заедно со тимот кој што сето тоа го прави, кога е почнато и кога е завршено и зошто. Пред сето тоа да се направи, се прави мерење на сите витални параметри на пациентот, значи телесна температура, притисок и слично, пулс, и тогаш се одлучуваме за такво нешто и тоа не трае бесконечно, значи не е тоа да некој се фиксира и да се остави така. Значи се води сметка околу неговата телесна состојба, што е многу битно, значи околу телесното здравје, дали е добар, дали не е, односно каков му е пулс, притисок, телесната температура, секако дека нема да се остави гладно и дехидрирано или необавени физиолошки функции, што значи дека во некои ситуации е добро, заради тоа што треба да се направи редукција на тој психомоторен немир кој што може да го донесе во тешка и соматска состојба, доколку не може на ниеден начин поинаков да се смири, не само да се самоповредува или да повредува некој друг, туку може да биде таа раздвиженост неверојатна. Значи да буквално не постои начин и не можете вие со кофи лекови да давате. Не е тоа, не се тоа бомбончиња, него се сериозни фармаколошки препарати, односно се лекови за кои што треба да внимаваме и на нивните насакани ефекти. Не можеме да му наштетиме повеќе отколку што сакаме да му помогнеме. Она што ме интересира е дека и јавноста интересира фиксацијата, не постои само кај нас. Секаде. Тоа е општо прифатен. Тоа се во препораките. Да речеме во NICE Recommendations, кои што се европски препораки и во америчките, ако сакате, од Америчка психијатриска асоциација. Секаде е ставено во препораките, дека доколку е неопходно се прави проценка, секако дека психијатарот или психијатрите кои што се одговорни за третманот на тој пациент одлучуваат, тогаш се прави проценка и тоа не трае, не е постојано, додека да влезе во еден мир, во една состојба на релаксација, да може да спие, да речеме, или да се одмори и дури да не спие, да имате еден телесен мир кој што прави и душевен мир, кој што после ќе го однесе, да кажеме, подобро со помош на терапија, секако во сон, бидејќи сонот е лек. Доктор Поповска, вие работите со деца со аутизам, имате искуство долгогодишно. За какви лица станува збор? Колку се ранливи, чувствителни? Да, долгогодишно искуство позади мене во прашање, како лично, стручно, професионално, така и институционално во рамки на установата во која што работам, јавната здравствена установа Центар за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Во една од програмите се вклучени и децата со аутизам, порано беа поделени во подкатегории, сега со најновата класификација тоа е аутистичен спектар на однесување, што значи имате една плејада на симптоми, како по својата сериозност, така и по својата разноликост, почнувајќи од проблеми во однесувањето, односно предизвикувачко однесување, понатаму во доменот на социјалната интеракција и воспоставување на релација и доменот на говорот и на јазикот. Искуството вели, ние опфаќаме деца од
предучилишна возраст, па се до 15 годишна возраст. Тоа се две програми кои што се во прашање. Едната програма е за интензивен рехабилитацијски третман, другата е програма за продолжен рехабилитацијски третман, во кој што кон децата се пристапува холистички. Токму затоа и во претходниот одговор на прашањето дадов поента на она што се случувало претходно, што значи вие не треба да го третирате само моментот на недостаток на говор и јазик, не треба да го третирате само моментот на воспоставување на социјална интеракција, но исто така треба да го третирате и моментот на предизвикувачкото, непожелното однесување, значи структурирање, наметнување на едно пожелно однесување, контролирано однесување, како и разбирање на однесувањето, причините пред и потоа, што е многу битно кога е во прашање, кога едно дете ќе дојде во ситуација на адолесценција и тинејџер и адолесцент, да може да ги користи техниките, односно неговата средина да биде непосредна средина, да биде подготвена, да пружи помош. Во овој случај имаме навистина, да речеме, ексцентричен случај, односно проблем, но во целина, кога работите со тие деца и со таа млада популација, вие пред се работите на подготовка за справување со тие предизвикувачки непожелни реакции. Секојдневие се непожелните реакции. Можеби ова е еден случај каде што било екстремно нагласено, но во секојдневната пракса на рехабилитација со тие деца, непожелното однесување е дел од нашето практично работење. Тие се склони кон агресија, како што рече професорката, тие се автоагресија и агресија кон околината, деструктивните, што значи дека се склони кон оштетување на материјалните добра, исто така се склони кон некои несекојдневни однесувања, прилично карактеристични желби за јадење, односно јадат предмети, она што не се јаде, она што не е за јадење. Па мора да внимавате кога работите да не случајно стави во уста нешто што не се јаде. Значи тие воопшто не разликуваат храна од она што е хартија, дрвени предмети и така натаму. Во стручната терминологија тоа се нарекува пика. Исто така мора да внимавате на еден феномен кој што се вика лутање и губење, што значи тие се склони, бидејќи немаат страх од непознатото, да буквално во момент на невнимание, односно во момент кога му давате можност за слободна активност, едноставно да го напушти местото, без никаква ориентација во просторот и во времето, да замине. Тоа е навистина проблем за родителите, често го имаат како проблем, бидејќи тие не имаат усвоен ритам на спиење и будност, што значи дека буквално треба секогаш да има некој покрај него, не само во периодот на стручна поддршка, кога ја добиваат, туку и во домашна средина. Кога имаат пореметен сон, тоа значи дека ни за родителите нема сон. Кај нив нема ден и ноќ, кај нив нема чувство на припадност во однос на просторната ориентација. Буквално можат и се случува тоа. Ние имаме дечиња за кои што родителите сведочат дека во момент каде што мислела дека е во најбезнапредни околности да го напушти семејниот дом или да го напушти обкружувањето, да излезе на улица и да биде удрено од возило, да биде удрено од кола, па потоа третирано во здравствени установи и така натаму, што значи дека проблемот е навистина поголем од едноставно, да речеме, овие ситуации како што е случајот со ова дете. Тоа на нив им е секојдневие. Не е нешто кое што по исклучок може да се третира и може да се надмине. Не зборуваме само за ова дете. Не, затоа јас ја проширив темата, затоа зборувам што е секојдневие кога ја пружате сервисната поддршка и што е она што го добивате како фидбек од родителите. Ќе добиете а не се само еден од многуте во Македонија. Па видите, тоа ве прашувам. Навистина е нешто што е вообичаено, кое што и ние често го гледаме. Значи не е само родителите, кога вие спроведувате третманите, како сте во безбедносносен ризик од тие моменти на агресивно однесување, бидејќи најчесто тоа се случува кога на нив нешто им пречи, бидејќи имаат проблем во комуникацијата, тие не знаат да известат што е она што не им се допаѓа, што е она што тие го одбиваат. Наједноставен начин е да го покажат со некаква моторна активност. Доколку тоа трае подолго, тоа е изразено во вид на агресија. Случаи од секојдневието имаме секакви. Во момент кога сакате да го обезбедите да не се повреди себе си, се случува да ве повреди и вас. Во една прилика во која што навистина на него можеби и сетилно не му се допаднало, односно информациите кои што ги примил во моментот на третман. Затоа што се премногу чувствителни. Чувствителни, во позадина на таа чувствителност станува збор за сензорна дисфункција. Значи нарушување на приемот, обработката и одговор на сетилните дразби. Тоа е повторно во етиологијата на аутистичниот спектар на однесување. Се пречувствителни на одредени дразби, во друг момент се во потреба на дразби, а во трет момент тие своји репетитивни однесувања ги користат за да себе си се смират
стимулираат или пак да се само стимулираат, односно да бидат вклопени, иако се неразбрани од околината, да бидат вклопени во амбиентот, односно да можат да го контролираат приливот на информации од околината. Можете да замислите каква траума е за дете кое што има сетилна преосетливост да биде во околина со повеќе личности и со позадинска бука. Тоа е за него траума. Тој не може да го поднесе тоа. Или пак дечиња кои што често ги гледаме дека се само стимулираат. Тоа е всушност барање на мир. Буквално да, онаа фрустрација, онаа агресија која што се случува кај нив, со помош на тоа повторувачко движење се доведуваат во ситуација на моментален мир. Да. Неколку пати спомнавте и родителите. Секако во целата, како да кажам, равенка тука се неизбежни се родителите. Кој е вашето искуство? Соработуваат, не соработуваат, имат тешко прифаќаат? Дали ги следат вашите препораки, терапија евентуално? Морам да бидам искрена дека родителите ни се најслабата карика. Зошто? Зошто? Во првиот момент прифаќањето на состојбата. Имате една ситуација во која што или ја занемаруваат, или се просто за нив невидливи симптомите, односно манифестациите на непожелното однесување, на различноста на нивното дете од врсниците, или пак состојба во која што сите останати се виновни, освен нивното дете, односно тие самите. Знаете како? Добро, обвинувањата се не е доволно внимание во градинка посветено, оставено е со баба, па знаете, ние мораме да одиме на работа. Слушате секакви приказни. Во основа, од стручен аспект, станува збор за неразрешеност со диагнозата. Значи, тие имаат ментален склоп кој што се уште ги сврстува во родители со неразрешеност. Мислам, тоа е некој стручен термин. Тие никогаш нема да ја прифатат диагнозата. Негација на постоењето на таквите потешкоти. Да. Што е како одбранбен механизам? Одбрана е заради тоа што не може да се справат, едноставно се тоа е несвесен механизам, нели? Да. Не е на свесно ниво, туку е несвесно, односно не можат да се справат со потешкотиите кои што ги имаат со сопственото дете. И заради тоа што го спомнавте, се вика проекција, односно ги наметнуваат, односно ги бараат причините некаде надвор, односно еве градинката и овона и така натаму, сами текна и тоа вакцината, што е тешка глупост. Дека од вакцина од против морбили, нели, и на МРП вакцината, дека заради тоа од кога му ја ставиле вакцината на детето, тогаш се случиле такви работи и слично, односно тоа е немоќ. Тоа е страв. Страв е во суштина и стравот немоќта прави интензивно чувство на страв, стравот тешко се поднесува и тогаш многу полесно се поднесува лутината, па дури и без и така натаму. И ова што го спомнавте, несоработливоста, понекогаш ќе знаете да бидат налутени доколку се обидете да им соопштите дека можеби нивното дете има такви потешкоти. И тоа е страв. Што ќе правам јас со такво дете? Што ќе правам јас како јас ќе се справувам со такво дете и така натаму? Нашиот прв предизвик, пред да се соочиме со детето, потенцијалниот, да речеме, дури ние не навлегуваме во диагнозата, морам да бидам искрена, имам одлична соработка со клиниката за психијатрија, тоа е нивна должност, со полна почит кон соработката која што е плодна и ефикасна. Наша должност е да ги воведеме во процесот на разрешување, односно прифаќање на диагнозата. Кога ние ќе имаме спремна средина, спремни родители, не можеме да ги спремиме 100%, но прво мораме да ги освестиме дека нивна е одлуката, нивен е првиот чекор. Јас морам да му помогнам. Ајде да не трошиме енергија во поглед на тоа што му е на детето, па во неисцрпни анализи, диагностички, лабораториски, снимања и така натаму, поминува драгоцено време. Ние велиме, вие имате право на сето тоа, но дајте да почнеме од некаде. Во смисол, ова е проблемот, ние не велиме која е диагнозата, но дајте да почнеме чекор по чекор да решаваме, а вашата свесност да биде тука затоа што сте ни први соработници. Зошто? Ние пружаме третман од час, 2, 3 или 5,
во текот на неделата, Остатокот од денот. а 24 часа, вклучувајќи го спиењето и будноста и дневните рутини се одговорност на најблиската околина и тоа е семејството. најтешкото што остатокот од денот и неделата и месецот и годината паѓа. Па затоа е станува побитно да ги натовар кај научите родителите како со тие предизвикувачки однесувања, како да го толкуваат однесувањето, бидејќи тие деца се невербални. Многу од нив не зборуваат. Многу од нив имаат проблем да ги препознаат емоциите на другиот. Многу од нив не се свесни какви емоции предизвикуваат кај околината. Што значи таа интеракција недостасува, да не зборуваме за повисоки ниво на социјална когниција која што отсуствува апсолутно кај таквите дечиња. Доктор Арсо, сакам да вас ќе ве прашам, бидејќи од досегашното работење сте имале пациенти со аутизам, како е да се работи, како е да му помагате на лице со аутизам, што било кај вас на клиника или што било хоспитализирано? Треба ли дали се потребни посебни обуки? Ги имаме ли ние тој кадар? Потребни се, да. Ги имаме ли тие обуки, посебни. ги имаме ли тие кадар? Системот за грижа. Морам да кажам дека јас работам со возрастни и јас сум поминала обука точно за работење со возрастни, со возрастни пациенти кои што имаат некој од аутистичното нарушување. Некои од нив не се препознаени, возрастни зборуваме значи над адолесценција, која рачунаме дека некоја е зрела личност. Не се препознаени, тоа што се прави во главном препораките се речиси идентични како и за помалите деца, па малку поголеми деца и адолесценти и возрастни. Да, потребно е обука, потребно е тимско работење во кое што се вклучени психијатар, ако се помали деца педијатар, дефектолог, логопед и психолог, сите тие обучени да работат со тие лица. Зошто? Заради тоа што прво не постојат, да речеме, не постојат доволно информации, ниту кон јавноста, ниту кон родителите, ниту пак да кажеме се сите овие што ги спомнав претходно спремни да работат со вакви лица. Доколку станува збор за возрастни, најпрво доколку има некакви потешкоти кои што се поманифестни, односно поизразени, кои што се да кажеме како некаков коморбидитет, тоа е нешто претходно што го спомнав од типот на потешкоти кои што наликуваат, да речеме, на некоја шизофрена епизода или некои други, многу често имаат епилептични нарушувања или некои други невролошки нарушувања, тогаш потребно е да се лекува како што се лекува, да кажеме, некоја шизофрена психотична епизода, односно све друго кое што се вика психосоцијални интервенции прво, а потоа фармаколошки третман со внимавање, да кажеме, ако даваме ни антипсихотици, да се почне со многу помали дози, токму заради она што го кажав претходно, дека они се преосетливи, тие пациенти на несаканите ефекти на, да кажеме, тој или како станува збор за антипсихотик или за нешто друго. Оно што е важно, дека доколку правиме психосоцијални интервенции, односно не фармаколошкиот третман, е важно да се работи индивидуално и се работи групно. Тоа што се препорачува за лица кои што имаат аутистичен спектар на нарушувања да бидат во група со други, да кажеме, дали се тоа деца млади или повозрастни, да бидат, доколку не повторно да бидат во група, доколку не сака, заради тоа што не е убаво да вие го се трудите да му го пореметите неговото рутинизирачко живење. Бидејќи они се научени да се терат по таа рутина, тоа е одлика на нивното функционирање, односно да наречеме на таа состојба, дека они функционираат рутински и не треба ние да се обидуваме да им ја менуваме рутината, туку треба сите овие вклучени структури да се обидеме да ги направиме што посамостојни, да можат што посамостојно да функционираат. Тоа значи и школување, и осамостојување, утре други ден да можат да работат. Доколку се возрастни, да се подкрепи, да кажеме, во изработка на CV, во аплицирање таму каде што треба да аплицира, да му се помогне да најде работа, да ја функционира во однос на работата. Зошто? Бидејќи доколку голем дел од нив не може да задржат не може да го задржат работното место. Значи работат некое време и после прекинуваат токму заради овие потешкоти претходно спомнати, односно најмногу заради социјалната дисфункција, непрепознавање на тугите емотивни или невербални пораки и слично, социјалното функционирање им е отежнато во текот на нивниот живот и многу често заради сите тие елементи не можат да си ја задржат работата. А нас не е идејата да ние ги направиме самостојни, да може да функционираат самостојно, да се грижат за себе и за своите потреби, бидејќи доколку постојат родители, тие родители еден ден ќе остарат
и ќе станат многу немотни и нема да можат вечно да се грижат за нив, ниту подпомагање, да кажеме, во секојдневната нега и грижа, ниту финансиски. И заради тоа е важно да може да такви какви што се, значи различни, во однос на сето на различно, да се научат да се пазат, заради тоа што многу често се злоупотребување од страна на околината, токму заради тоа што едно не препознаваат опасност, второ не ги препознаваат, да кажеме, манипулативните склоности на некои други личности кои што се лоши и кои што може да ги злоупотребат. А они не го препознаваат тоа и може да го препознаат тоа како зближување, дека тој сака да му биде пријател и слично, и на тој начин може да бидат злоупотребени. Значи да се научат да се пазат и да се грижат за себе и за своите потреби, а пак на таков начин, терајќи си ја рутинизирачкото, некаква си рутина, која што си ја имаат предходно. И нешто многу важно, тоа предходно што го спомна колешката, дека справување со собствените агресивни пулзи, да кажеме, на соодветен начин, со користење на техники на релаксација и слично, со барање помош, а не да дојдеме до состојба кога е неопходна хоспитализација, токму заради тоа што се опасни по себе или по околина. Они многу често се самоповредуваат и тие самоповредувања може да бидат сериозни. Значи, ако се мали, доколку се мали, може би можеле да бидат спречени од страна на родителите, односно да ги заштитат, да не се удираат главата од под, да не се удира главата од радиатор, да кажеме, или од нешто друго. Ми сме поголеми деца кои што си прават сериозни рани, длабоки на телото. Не можете на друг начин да го спречите и кога зборуваме за фиксација. Кои што се буквално со рани по целото тело и кои што компулсивно мора да го прави, тоа го растаретува. Тука ќе одиме со првиот блок на реклами, потоа се враќаме во студиото. Пред да продолжиме со дебатата, ќе го погледнеме разговорот со Ребека Јанковска-Ристевски, мајка на Маркинијан, кој што е врсник на 17 годишниот Анес. Кои се предизвиците со кои што секојдневно се сретнувате и кои што мора сами да ги поминете, надминете и пребродите во денот? Безброј се предизвиците, оваа борба долго трае. Значи, нели, добивате дете кое што има ретка болест, а покрај тоа како секундарна карактеристика негова е аутистичниот спектар на однесување. Покрај тоа имате уште две деца кои што се близнаци, и нели цело семејство околу тоа дете, останати баби, татко, куче и така натаму, кои што треба да ги изменаџирате. Јас не имам проблем, одамна сум прифатила дека мојот син најголем има тоа што има, нели, ретка болест и аутистичен спектар на однесување, но јас имам проблем со системот и постојано се борам, нели, за права нивни. Што значи тоа? Права нивни. Фактички со добивањето на правата на лицата со попреченост со аутизам, ние како семејство исто така добиваме право на живот. Односно на нормален живот, како што вие впрочем сега работите, одите на работа, како што вашите деца можат на мира да учат дома, како што на пример сакате да отидете на одмор, сакате да отпатувате некаде, тоа се нели нормални човечки потреби во 21 век. Така и нашето семејство исто така сакаме да ги има истите права. За да едно дете со аутизам функционира, потребни се многу алатки, многу системски поддршки, многу асистенции, за да сето тоа како што треба функционира. Различни системи во светот, различни начини за поддршка. Сега нели зависи кој ние ќе го земеме како пример, но на пример во една Германија, детето кога ќе наполни 16-17 години, вие добивате повик од социјална служба, разговарате и тие ви велат дека вие не сте подготвени, можеби повеќе да се грижите за тоа дете, пошто и вас ќе ви направат една психолошка анализа, сте се измориле едноставно како семејство, веќе треба да ви се олесни во животот, и предходна е поддршката, но во тој момент детето оди во тие мали групни домови, каде што се грижат колку деца, толку лица за нив, асистенти. Значи, им помагаат во животните вештини и прават структура на личноста, како тој да се грижи за себе, како да пушти машина за перење, како да сготви, значи многу работи во домот. Кај нас тоа го нема? Значи имаме ние нешто, ама тоа е далеко од ова што јас го зборувам. Значи тоа јас посетив еден таков мал групен дом, каде што убаво е се средено, фино, нема збор за наши услови, окей, но во однос на асистенцијата тоа е на едно многу ниско ниво. Едно од прашањата што остануваат отворени не сега, веќе подолго време, е колку, дали
и колку може да помогнат отварање на регионални центри. Дали тоа ќе успее да ви олесни работата и вам, како семејства, да ви го подобри квалитетот на животот и секако на тие што им е потребна помошта да им ја пружи за да може понатака подобро да функционираат во животот. Во Македонија подитно ни е потребен еден или два регионални центри за рехабилитација, едукација и практични вештини, каде што ќе има училиште, каде што ќе има ето ова што го зборувам, затоа што ние немаме толку кадар во сите тие мали групни домови да внесеме, значи луѓе. Ние мора да се согласиме дека едноставно тоа не можеме да го направиме. Не сме способни, затоа што има лица како ова дете 17 годишно, нели, кое што сега го гледавме, нели, и со кое што мајка јас комуницирав, дека има и лица кои што имаат агитирано однесување, имаат тантруми, и аутистичните лица имаат тантруми, дека тоа треба на време да се превенира. Значи треба ете овие работи што ги зборам, сензорни соби, базени, амбиент кој што нив ќе им биде на кој што на нив им е потребен и кој што им треба постојано за да ги држи под контрола. Значи најважно од се за овие деца е да имаат среќна околина, значи прикладна, да бидат со љубов обкружени, со внимание и да чувствуваат дека се сакани. Тоа е најважно. Морам да ве прашам, со оглед дека тука со нас е Раф, како Маркијан го прифати Раф? Тоа сега Раф е дел од семејството, на почетокот чудно, нели тешко прифаќа било што Раф на почеток, но сега е сосема окей, седи Раф. Сега е сосема во ред. Раф е едно емотивно куче кое што точно знае што ни треба и му помага и на Маркијан. Му помага се галат, играат, другар му е на Маркијан, го смирува, го осеќа кога е нервозен, знае да му скокне со шепите, да го бутне за да седне на фотелја. И во секој случај нас ни е Раф не само куче, него асистент. Целиот овој разговор зборуваме детето со аутизам, но детето ќе порасте. Ете така. Ние родителите ги викаме деца. Секој родител, детето му е дете додека нели не почине родителот, нели секогаш вие ќе бидете дете за вашата мајка. Но ние ги викаме деца, тоа е нагласено кај нас затоа што голем дел од нив немаат алатки за сами да живеат. И најголемиот страф е што после нас? Што после тоа? Што после тоа? Во кој центар, каде? Што се случува во Македонија? Што после тоа? Никој не знае. Доктор Арсова, колкав предизвик е за едно семејство, лице со аутизам, со оглед дека во конкретниот пример се напушта работа, се напушта професија за да можеш да му се посветиш на детето 24/7, како што кажа и доктор Поповска. Да, во нивниот центар седат 2 до 3 до 4 часа. Потоа се паѓа на грбот. Во конкретниот случај на мајката, на целото семејство, на мајката. Мајката е таа што се откажа од професијата. Колку тоа е тешко, колкав предизвик е за сите членови во семејството? Многу голем предизвик, многу е тешко. Значи тука нема збор, значи тешко е. Колкав предизвик е и заради тоа во препораките за третман и на деца и на возрастни индивидуи со аутистичен спектар на нарушување, меѓу другото има препораки кои што се однесуваат на детето или на младиот или на повозрастната личност и на семејството. Значи цело време на семејството. Зошто? Заради тоа што и семејството има своји потешкоти на психолошки план. Како прво, она што го спомнавме на почеток, по однос на прифаќање, стравови врзани околу тоа што ќе правам, како ќе правам и слично, а подоцна во текот на понатамошниот период од животот се јавува едноставно исцрпеност, и телесна и ментална исцрпеност. Да не зборувам дополнително финансиски потешкоти заради тоа што за ова соодветен третман, да кажеме ран третман на како што би требало интегриран третман на овие деца, секако дека требаат и пари. Не зборувам дека треба да се посетуваат приватни институции, ама еве ако треба да се дојде во Скопје од било каде од државата, значи треба да патува, треба да потроши, треба да се смести и слично. Значи се обрнува, се работи и со родителите. Зошто се работи со родителите? Па како прво да се информираат за што станува збор. Голем дел од нив не знаат. Значи не сите знаат што е тоа, што се случува со неговото дете, само гледа дека нешто чудно се случува. Поточно тогаш кога треба да се смее, не се смее, кога е мало, да кажеме, кога го викаат на име, не се врти, моето дете не се игра со другарчињата, доколку станува малце поголемко, па го викаме, не ни се одзива на име, да не глуво немо,
и има чудни изливи на бес, на чуден начин си игра со играчките или си игра не со играчките, туку со нешто чудно и така натаму. Значи родителите се должни да ги имаат сите информации на соодветен начин. Она што претходно го спомна колешката дека прибегнуваат водени од стравот, прибегнуваат кон разноразни испитувања, генетски испитувања, не знам што она, се со цел демек да се добие одговор на тоа, се губи драгоцено време. Се препорачува што порано да се почне. И што после? Добро би било да тие деца уште пред училиште да се работи со нив, па да бидат спремни да појдат во училиште, да одат во училиште секако со помош доколку е потребно, асистент или помош од други некој, фамилијата целосно вклучена, и да знае фамилијата дека борбата ќе биде тешка, дека ќе бидат уморни. И долга, да, особено доколку кога се мали, кога не спијат, кога немаат тој дневно-ноќниот ритам усвоено, значи им треба помош од баба, од дедо, од брат, од сестра, од братучет, од комшија, од било кој. Се бара помош. Јас не можам да издржам, мене ми е тешко. Помогнете ми затоа што сакам да се одморам, да се наспијам, тој не те прави лош родител, лоша мајка или лош татко. Во кругот на семејството секогаш ќе има помош. А кои се институциите што ќе не се знае дали ќе има помош. Постојат и семејства кои што не се прифаќачки, кои што не се поддржувачки. Тоа сме чести сведоци, кои што се распаѓаат и кои што дури работиме на соединување, на дури и убедување на да остане семејството како целина, бидејќи има родители кои што имаат различен пристап. Едниот родител го прифаќа, комплетно го поддржува, другиот родител го негира, конфликтот настанува помеѓу нив двајца, најверојатно едниот се одлучува да бега од вистината и од реалноста, па ние се соочуваме и со растурени семејства со кои што работиме паралелно. Вие работите во вашиот центар, работите со децата, рековте и со родителите. Како е поставен кај нас системот? Каде може да се обратат родителите за помош? Кој ги контактира родителите да ги праша како сте, добро ли сте? Добро Дали прашање. ви треба нешто? Добро прашање, одговорот е енигма. Родителите се составен дел од секоја услуга која што се однесува на сервисната поддршка на детето. А кој им дава сервисна поддршка на родителите? Сега, она што сакате системски да го дискутираме. Да, ние имаме државни установи кои што се ангажирани, имаме приватни установи кои што работат така како што работат, секој како што согласно своите квалификации, и оној НВО сектор, невладин сектор, кој што е задолжен да работи на подигање на јавна свест. Да, но принцип работат, ако може, извинете што ве прекинувам, работат ако ви се јави. Ако се јави родителот веќе исцрпен се, не. Тоа ве прашувам, дали има некој систем што се карикирам, 2 пати во месецот ќе се јави да праша добар ден, како сте? Апсолутно не. Апсолутно не. Да, има. Еве ќе ви кажам еден позитивен пример. Не е баш така. Од проектот. Значи прво ова што го спомнавме на почеток, да, пред да ги упатиме во центарот кај ова соседиве. Значи прво детата за соседи, на зграда сме имаме телесна и секаква соработка, да. А ова имаме континуирана. Значи прво доаѓаат кај нас, каде што работат нели доктори, психијатри заедно со дефектолози, психолози и слично, каде што ќе се направи една темелна проценка, да кажеме, и на детето и на семејството, и тука секако дека е вклучено семејството. Ама што се случува? Не може вие со сила на некој да му нудите помош доколку тој не сака да прими таа помош, и се работи доколку има потреба, значи им се укажува на родителот ова што го спомнав претходно, дека ќе биде тешко, дека потребна ти е помош и тебе, и мислам и на двајцата родители неминовно, ама доколку не сакаат, не може со сила, ама имаме ние родители кои што доаѓаат и сами кои што бараат помош. Така да не е дека не им се укажува и не се зборува, дека тоа не е како да кажеме еден одвоен дел од семејството кој што е проблемот, го лоциравме, ова е проблемот, вие сте добри. Не ве прашав во таа насока, да им се пружи помош. Тоа е во препораките. Ја буквално најупростено кажано, некој да ги праша добар ден, секој 15 во месецот. Баш на тоа мислев, да, токму на тоа. Позитивниот пример кој што сакав да го истакнам, кој што е во доменот на невладиниот сектор, се неколку проекти кои што течеа и завршија и кои што беа фокусирани на родителите. Не на родителите како поддржувачи на детето со проблеми во развојот, не беше чисто аутизам, но беа дечиња со потешки развојни проблеми, па да не речам и церебрални, невролошки и така натаму, вродени проблеми. Самиот проект беше заложен да ги подигне и да им помогне на родителите, не само психолошки. Едноставно дел од проектот беше насочен на тоа да им се обезбедат викенди на родителите, каде што од една страна ќе има кој да ги причува децата, каде што тие ќе можат да се дружат, ќе бидат надвор од
градот и каде што тие ќе можат барем на момент да го сменат своето расположение, да се поразговараат со помош на стручно лице во организирани групи за поддршка, да си ги разменат искуствата, да се охрабрат, да се, да речам, нахранат со позитивни емоции и на крајот од криштата да се вратат дома малце со повеќе енергија во однос на тоа што се може да направат на своето дете. Од аспект на стручна помош зборувам сега, психолошката и психијатриската секогаш е добре дојдена. Она што дополнително ние мора да го работиме како стручни лица е да ги упатиме родителите на дневно ниво како со детето. Значи тие се истравматизирани, тие се исцрпени, но тие мора да научат да ги читаат невербалните знаци на тие деца, да ги читаат оние знаци кои што значат предизвикување на одредено однесување, што го лути, што го расположува, што го смирува тоа дете, што го тера во сон, што му дава да не спие цела ноќ. Понатаму, кои се последиците? Значи детето понекогаш и знае која негативна последица го очекува од барањето на родителот. Значи тој мора да научи да го чита детето, да научи како да ги пресретнува дневните рутини на детето, тоа е значи поквалитетен живот на секојдневно ниво. Тие повторно ќе бидат исцрпени, но на секојдневно ниво да можат да научат како со рутините, како кога нешто треба, што е структура на детето, да се смени. Замислете вие детето со аутизам знае ред како се враќа од училиште, на пример. По кој пат? Знаете ли каква избензуменост тоа доживува кога родителот треба да застане по пат во некој маркет да купи нешто? Тоа е неподнослива состојба. Кршење на рутината е најстрашното. Нашето е да ги научиме родителите како да го подготват тоа дете за промена на таа рутина, значи кога може да има таков тайм-аут, а да биде со што помали последици по однос на тоа непожелно предизвикувачко однесување. Сега ќе одиме со вториот блок на реклами, потоа се враќаме во студио за темата околу помошта и како да се продолжи процесот да се почне и продолжи процесот на инклузија на лицата со аутизам. Доктор Поповска, колку е регионални центри немаме? Од тоа што можев да видам, во регионот има, не секаде, но има. Еве, неколку примери наведоа, јас гледав за еден пример во Нови Сад, што е истовремено и центар за згрижување, има и училиште, има и интернат, има буквално се што таму што може да биде од корист. Вие и самите рековте, потребно е да има оддишка и за родителите, но и за овие деца, за да може полесно да функционираат. Кај нас ги немаме тие. Зошто ги немаме и зошто треба да ги имаме? Знаете зошто? Ние имаме еден систем на предучилишно, редовно училишно образование, средно задолжително образование и станува прашањето што потоа со тие деца. Односно, таа се веќе адолесценти, тинејџери, па понатаму и возрастни лица. Не сите може да бидат работно способни. Некои од нив и tekako бараат да бидат згрижени, и тоа не може да биде централизирано. Јас ќе се вратам на нашиот центар, не работи згрижување, работи рехабилитација, но и ние го чувствуваме теретот на недостаток на организирана форма на поддршка. Дали се работи за згрижување? Згрижувањето не подразбира само храна и поминување на ден со тоа дете, туку подразбира комплетна поддршка. Зошто го велам ова? Затоа што ако кај едно дете развојот, велиме, завршува на 7 или 9 години, и тука понатаму не можете да направите многу во рехабилитацијскиот процес, кај лицата со аутистичен спектар на однесување, на нарушување, вие мора процесот во континуитет да го одржувате во тек на целиот живот. Окупациона терапија задолжително, работна терапија задолжително, поддршка стручна од логопед и дефектолог задолжително, нега и грижа задолжително, што значи вие имате една целодневна програма во која што го исполнувате времето и од тоа време правите не само смирна личност, задоволена личност, туку правите и продуктивна личност и добивате едно смирено семејство. Не можеме да очекуваме дека Скопје, дури и кога би го имало, би можело да го покрие, бидејќи еден апсолутно не решава ништо. Се претпоставувам дека мислите на проектот кој што се реализираше со деинституционализација, во која што добивме мали групни домови, ги извадија дечињата, односно таа се веќе големи возрастни лица, надвор од институциите, во оние големи институции кои што беа непродуктивни. Баш за ваков центар како што го кажувавте, сега што го опишавте. Да, но ваков центар каде што ќе биде одмена на родителите, не.
Апсолутно. Не велам за одмена на родителите, не може никој да ги. Зборува Не, за зборувам временски, за згрижување во полудневен и дневен престој зборувам. Значи, тоа е нешто што е на светско ниво тренд. Не е тренд да го дадете во институција детето и да не го видите месец, два или три. Затоа сакав да дадам позитивен пример. Во некои држави од Европа, социјалната политика покрива не само полудневен и дневен престој, туку можете да се пријавите за нега и ако сметате дека родителите треба да заминат некаде на викенд. Значи, вие добивате нега од стручно лице со вашето дете во природна средина на место на родителите 24 часа доколку сте се пријавили. Тоа е вистинската помош и вистинското згрижување. Дел во природна средина, дел во установа. Регионални центри немаме. Имаме ли доволно обучени лица да бидат асистенти во семејствата, каде што е потребно да помагаат? Точно дека стратегијата и трендот на, да речеме, доменот на нашата струка е поддршка во природна средина, но верувате, како што се општествените прилики на недостатокот на секој кадар на пазарот на труд, истото се случува и со образовните асистенти, со личните асистенти. Модерно во светот тоа се примерни пружачи на услуги, ако мислите на услуга во домот, односно услуга која што ќе обезбеди стручно лице, која што ќе биде кохезија на сите други услуги, доколку смета дека треба детето да се испрати, односно возрастната личност на дополнителна здравствена, едукативна, окупациона, да биде релацијата, односно медијаторот помеѓу родителот и помеѓу општеството, односно институциите. Не се сведува се на институционално згрижување во смисол на згрижување, ајде да го префрлиме во некоја организирана форма. Тие мора да останат да живеат во семејствата. Јасно е, не, зборувавме баш за асистентите и како дефектолог, сакав да ја прашам на институтот. Така. Дали во текот на студирањето студентите, идните дефектолози, идните, еве да кажам, асистенти што може да бидат, имаат пракса? Доаѓаат кај вас? Секако. Да? Да, апсолутно. Во програмата е зацртано дека мора да биде дел и практично како во секој курикулум на савата која што се одвива на високообразовните институции, теорија, вежби и пракса, и тие треба да ги посетат институциите за да може да се соочат со приликите во практичното работење на нивниот профил, како тоа изгледа во пракса, и да бидат подготвени. Сега, имаме доволно кадар? Како за се друго. Верувајте. Доктор Арсова, што е како експерт, колку може да биде успешен процесот и од што зависи на инклузија во општеството на лицата со аутизам? Да, повеќето од емисијата зборуваме деца, но некои од нив се и возрастни. Од сите предходно наброени фактори, на што го спомнавме. Ќе останат без родители. Тоа се вика спектар заради тоа што можно е различни се. Значи, ако без разлика што ги ставаме, да речеме, во истиот кош на деца со аутистично нарушување или аутистичен спектар, затоа се вика спектар, затоа што се различни. Односно, што е различноста? Некои имаат благи, некои имаат умерени, некои имаат изразени потешкоти. Во сите оние елементи кои што ги набројавме, многу се, но ајде главните да ги кажеме. Проблем во потешкоти со говорот, потешкоти со учење, емоционални потешкоти значајни, социјални потешкоти, односно социјално дисфункционирање и други накалемени после тоа. Односно, на овие може да се надоврзат напнатост, вознемиреност, нерасположение, значи класична анксиозност, депресивност и слично. Е сега дали тоа дете ќе се вклопи и утре други ден како возрасно ќе може да функционира самостојно или релативно самостојно со мала поддршка и помош од страна на околината, зависи од сите фактори. Прво зависи од тоа какви потешкоти има уште на почетокот, колку родителите тоа го виделе на време, колку тие родители почнале да работат со тоа дете на време, и од средината, оно што го зборуваме цело време, значи од сите оние фактори што ги прашувате дали има центри, дали има доволно обучени кадри, нема, не постојат доволно центри. Значи не само од семејството и од потесното, од поширокото, туку и од средината. И не само од тие центри, туку и од соодветна едукација и на сите оние кои што работат и во предучилишни установи и во училишни. Односно тоа се учителки, воспитувачи, негователи во градинки и понатамо во училиштата,
за да и родителите се разбира, заради тоа што и родителите на децата кои што учат, да кажеме, со некое дете кое што има такви потешкоти, не се спремни. И заради тоа многу често се па и тие деца жртви на ова така наречено, односно се многу се зборува и на кој постојано присутно врсничко насилство. Значи пошироко. Не се доволно само центри вие да отворите, да имате центри кои што ќе функционираат така и вака и онака. Јасно е дека треба прво едукација, образование прво. Образованието е секогаш најбитно. Значи прво е едукација на целокупното население. Дека што е тоа, не е некое чудо, и што понатаму со тоа. На тој начин ќе му се приближи и на родителот утре други ден, ако има такво дете, уште понавремено ќе знае да препозна и нема да се плаши дека не е тоа нешто страшно со кое што не знам што се случува е заразно и слично, ама нема да се плашат ни другите родители кои што ќе учи тоа дете или ќе оди во градинка, па ќе биде поприфатено и ќе си го тераат најнормално, да кажеме, целиот тој процес. Доколку сето тоа функционира вака како што го набрав, тогаш се големи шансите да и покрај тоа што има вакви наброени потешкоти, доколку интелектуалните капацитети се уредни или се благо нарушени, да функционира самостојно, да си работи, да си заработува, да знае да си плати сметки, да си скотви, да си изчисти или евентуално со некоја симптомна помош и поддршка од страна на околината, кој што не мора да биде семејството, може да бидат дури тогаш социјални работници и слично, кои што само ќе помагаат и истото се случува како и за поддржувачко функционирање на наши пациенти. Значи на пациенти кои што имаат некои други психички нарушувања и кои што не е идејата не да ги инвалидизираме и да ги отераме во инвалидска пензија, туку напротив да функционираат самостојно, да не зависат ниту од родителите, ниту од некои други, туку да си работат и да функционираат самостојно. Ако не можат потполно сами, значи може да живеат заедно неколку луѓе како цимери. И тоа што се овие мали групи. Токму тоа, ама и за возраст не постои тоа. Секако ја тоа мислам кога кажувам мали по бројка, не по возраст. И кои што имаат некои психички нарушувања или кои што имаат аутистични нарушувања, да живеат заедно, да живеат буквално како цимери и да си функционираат така и во однос на сите оние секојдневно функционирање, значи потреби, обврски и слично. Значи не е идејата да ги инвалидизираме или уште полошо, да ги затвориме некаде во некаква институција. Ова што го спомнавте претходно и тоа што го слушнав од прилогот, тоа се вика згрижувачка нега, односно згрижувачка, како да кажам, терапија или третман. Да, престој дневен и слично овона, но повторно да се вратат таму каде што им е местото. Значи не да бидат изолирани, па макар да и тоа е најубаво нешто да е хотел со 5 звездици и да живеат они сите таму се заедно како некоја мала група која што е непожелна за сите нас останати. Не, туку да живеат со мене, со вас, да функционираат различно и доколку јас го знам тоа, што ќе го прифатам и ќе го поддржам. И токму и тоа е во препораките за третманот, каде што се вика ние, како стручни лица, треба да му помогнеме да си го напише CV-то, да го прати таму кај што ќе го прати и не само тоа, туку и да разговараме, да искомуницираме со тој кој што евентуално би му бил работодавач, да кажеме, дека та знаеш дека тебе ќе ти се пријави таков и таков човек, кој што или лице кој што има такви и такви потешкоти, да бидеш спремен и дека знае, например, компјутери, ама има вакви и вакви потешкоти. Знае ова одлично да го работи, ама малку е чуден со своето однесување. Значи и тоа се препорачува да се направи, што е многу практично да кажам. Да. Повелете слово. Крај, ова во прилог што до сега разговаравме, како завршница на еден од проектите кои што се однесуваат на специјалната рехабилитација и едукација е проектот од кој што произлезе прирачник за работодавачи за лица кои што се со аутистичен спектар на нарушување и кои што се работоспособни делумно или целосно за одредени работни места, каде што не само што се обидуваат колегите кои што го водеа проектот да ги разбијат предрасудите за аутистичен спектар на нарушување, но да го подготват работодавачот и работната средина за постоечките работни места, не да создадат нови работни места, туку за постоечките работни места да можат да одговарат на барањата и потребите на работните задачи, да се тоа лица со аутистичен спектар, нормално блага форма, да се тоа лица кои што немаат коморбидитети, кои што може да се вклопат, кои што финансиски во иднина би биле самостојни, но кои што можеби во известни околности би работеле под менторство на некој од вработените во таа работна организација и во зависност од тоа дали се работи за мала
мало, средно или голема компанија, да може да се вклопат во целината, во социјалната целина на таа компанија и да бидат онолку колку што им пружа неговната состојба која што е доживотна, да бидат среќни, задоволни и да може да се инклудираат во општеството во целина. Една среќна приказна, да кажам. За крај. Да, за крај. Тоа би било навистина добро. Ви благодарам на времето што го одвоивте. Ви благодарам на знаењето и искуството што го споделивте со нас и со нашите гледачи. Се надевам дека ова ќе допре до многу, дека ќе има многу поголемо разбирање и поддршка и за лицата со аутизам и за нивните семејства на кои што навистина им треба барем поддршка. Ова беше се за вечерашната топ тема. Останете на фреквенцијата на телевизија Телма. Ви благодарам.